Во тек е дистрибуција на вакцините против сезонски грип низ јавните здравствени установи, пошто во текот на неделава граѓаните што се пријавиле за бесплатна вакцинација ќе бидат известени со SMS порака за терминот за вакцинација, информира Министерството за здравство. Како што посочуваат, вакцинацијата против сезонски грип ќе се спроведува на 35 вакцинални пункта низ државата, од кои 5 во Скопје. Подсетуваме дека е во тек пријавувањето за бесплатна вакцинација против сезонски грип на ризичните групи население, кои може да се пријават со пополнување на апликацијата vakcinacija.mk или преку својот матичен лекар. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население: повозрастните лица на над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бременни жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, како и лицата сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработени во овие установи, велат од Министерството за здравство. Министерството годинава набави 80.000 дози 4-валентна вакцина од реномираниот производител Abbott од Холандија. Основниот кривичен суд во Скопје донесе нова пресуда во повторената постапка за случајот Меѓународен сојуз, со која беа изречени и намалени казни за обвинетите во споредба со првостепената од 2022 година. Обвинетиот Бојан Јовановски, буки 13, е прогласен за виновен за измама и перење пари, зашто му е изречена единствена казна затвор во траење од 5 години. Јасна Ерцеговиќ е осудена на 2 години затвор за перење пари, при што во казната се сметува времето поминато во куќен притвор. Христина Блажевска доби условна казна затвор од 1 година за перење пари, која нема да се изврши доколку во рок од 3 години не стори ново кривично дело. Миле Јовановски е осуден на условна казна затвор од 1 година и 6 месеци за перење пари со истиот услов за неизвршување. Правното лице Меѓународен сојуз е казнето со парична казна од 1 милион динари. Предметот Меѓународен сојуз се однесуваше на организирана криминална активност поврзана со измама и перење пари преку невладината организација Меѓународен сојуз, предводена од Бојан Јовановски. Обвинението се однесуваше за финансиски злоупотреби, при што се прибирале средства од физички и правни лица под изговор за изградба на старечки домови и социјални проекти. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Кон крајот на денот врнежите на секаде ќе престанат, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, локално на 60 км на час, соопшти управата за хидрометролошки работи. Минималната температура ќе биде во интервал од 6 до 13, максималната ќе достигне од 8 до 16 степени. Во Скопје е претежно облачно со повремен дожд, ќе дува умерен во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 12, а максималната ќе достигне до 14 степени. Според прогнозата на управата за хидрометролошки работи, од четврток времето ќе биде стабилно и суво со слаб до умерен северен ветер. Дневната температура ќе биде во пораст.